Лакардиите на Паја, згоди и незгоди од нашето секојдневие. РТК.МК ги заврши и синоќа ги промовира. Ова е втора сезона, снимени се од Кавадион. Овој пат екипата предводена од актерот и режисер Диме Коцев, кој направи поголеми сценски обработки на сите замислени вицови, успеа да ја насмее кавадаречката публика на промоцијата на новото DVD издание кое го следеше градоначалникот Митко Јанчев. РТК.МК како интернет портал, како регионална телевизиска куќа со премиерата во салата на Домот на културата, синоќа всушност го промовира и своето најново издание на DVD-то посветено на згодите и незгодите на Мара и Блажо, нивните комшии, пријатели и други познаници. Од проектот Лакардиите на Паја, кој пред 1-2 години за прв пат беше публикувано на социјалните мрежи, на јавни манифестации и други проекции. Пред самата проекција синоќа во живо Блажо, Мара и Нацо изведоа еден од веќе снимените вицови. Ликовите на Блажо, Мара, Нацо, Перето, Нада, Беба, полицајецот и другите оживеа како секојдневни кавадаречки ликови кои ги среќаваме. Можеби затоа синоќа публиката искрено се смееше и за миг се отргна од секојдневните проблеми. Пред започнувањето на самата проекција, актерот и режисер на проектот Диме Коцев им се обрати на присутните. Своје браќа имаше и Љупче Сепунџиев, кој од името на РТК.МК, на Инел Интернационал, Кожувчанка, Метал Апостолов и Екстрабус им врачи благодарници за поддршката на овој хумористичен проект. Еднакво проекцијата синоќа следеше градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев. Да кажеме дека ова снимено издание ќе биде понудено на некој од националните телевизии во Македонија, а исто така ќе можете да го видат и гледачите. Треба да кажеме уште дека на социјалните мрежи на нашиот портал РТК.МК изданието ќе можат да го гледаат сите заинтересирани со премиерни 2 вица неделно. Публиката синоќа не можеше да ја излажеш и таа нема шанса да ви лицемери ако нешто не е интересно. Искреноста ја видовме во спонтаната реакција со смеа и ведро расположение во текот на целата проекција. Тоа и не беше целта која ја остваривме. На крајот таа уште еднаш ги виде во живо сите ликови и сите личности кои стоја зад камерите или беа учесници на овој проект. Блажо и Мара и другите ликови станаа составен дел од нашето секојдневие, а пред се тие се ведрата стана на нашиот живот. Затоа е добро да ги погледнете на закажаните јавни проекции во четврток на 4, во вторник на 9 и во петок на 12 април оваа година на платното во киносалата на Домот на културата во Кавадарци. Па мислам дека јас и сум Мара у приватниот живот. Некако така се чувствувам. Како? Значи, едноставно прекрасно. Вицеви добри, нормално. Проекцијата нема збор. Значи, видам посебно. Милите Мара, цела екипа, да не бројам сега посебно. Се е супер. Без хумор не знам дали некој може да замисли и да живее ова лудило што го викаме ни живот. Искрено сме презадоволни од реакциите и публиката го доживува баш онака како што го замислуваме тоа. Како перто буквално. Малку не знам, некако се соживувам со улогата, баш дека снимаме ми е доста забавно. Се трудам да ловам колку што е можно тие лик што Пајата го има зацртано. Видите, хуморот е насушна потреба како воздух. Во една покана за тие што не дојдоа денеска, значи да дојдат или у четврток е веќе полупродаден. Да. После тоа или вторник следниот или следниот четврток, така ли? Петок, значи одиме вака. Четврток, вторник, петок. Запамтите тие 3 дена. Биите од тие, како ќе дое тоа, 4 представи по 250 околу 1000 луѓе, биите дел од тие 1000 луѓе за тоа што во тука што се случи ваа вечер, ќе ви го прераскажуваат луѓе, ќе ви биде многу криво. Така да се гледаме во четврток првен. Ако не на Великден ќе го гледаат. Многу смеа, секој ќе си најде, секој ќе се препознае некаден, секој. Така да, у секој случај нема да зажалат тие што ќе дојдат.